Добредоште во уште еден подкаст Мирисот на книгата. Овој пат ќе мирисаме на поезија. Таа ги има сите можни есенции на животот. Авторот на стихови од корнати од душата е IT електроинженер, магистар по електротехнички науки, но и писател, сценарист, продуцент и организатор. Во оваа збирка организирал дури 21 песна како резултат на 21 годишно акумулирање поетско вдахновение. Откривајќи го надреалниот свет преку писанија, укажува дека не е се во символите, има нешто и надвор од нив. Има објавено 6 книги, допирајќи ги сите жанровски специфики. Да не ви ги читам сите книги поред, проза, поезија, фотографија, скршен шестар еколошка бајка во Девечина, Аквадуктот, Аманет, која е дуодрама, Како ти и јас, една патеписна тројазична приказна за Никола Тесла, неговиот лајт мотив кој провејува и во животот и во неговата поезија. Денеска гостин во подкастот Мирисот на книгата Тони Манџуковски. Добро дојде, Тесла. Добро е најдов Ајнштейн. Пардон, Марија Кири. Марија Кири, може, така ќе поминеме. Многу интересна стихозбирка на прв слух или вкус, како што се вели, она што прво пление, што е еден многу бав ракопис, она што веќе е загрозен вид во исчезнување, нели, со тастатурите, еден фонд, за кој имаш нешто да кажеш, од каде избор на... Тоа е мојот ракопис и јас во 1000 примероци 21 година пишав оваа книга. 21 година? Да. Примерок по примерок. Така. Се шегувам, тоа е фонд од Рацин, дело на Ласко Ѓуровски. Но 21 година на вистина си ги собирал, така? Не. Само за фондот да докажам, значи тоа е прекрасно дело на Ласко Ѓуровски, нашиот, јас за мене маестро на фонтовите и на графиката и на графичкиот дизајн израз. Тој во основа на ракописот на Коста Студев Рацин го има создадено овој фонд и тоа се ракописна форма, го има и кирилично и латинично и јас го искористив со соодветно со негова дозвола секако тој фонд и го употребив при графичкото подготвување на оваа книга. Објасни символиката на број 21, 21 век. Значи вака, во оваа книга се поместени 21 дело или 21 песна, пишувани во 21 година на 21 век. Символиката е многу голема во овие три знаци, овдека да ги кажеме, две бројки на буква и точка за крај. Значи двојката е човекот и неговото второ јас, детето, душата во него. Кецот или единицата е татковината или мајковината и Г точката е Г точката кај дамите, меѓутоа не во вулгарна смисла, не во негативна конотација, не во сексуална смисла, туку како мала провокација, бидејќи многу беше интересна реакцијата кај луѓето кога ќе им спомнеш Г точка, веднаш ќе реагираат као нешто вау, што е тоа. Всушност Г точка овдека значи Господ, Господја, Господарка и точка. Нешто многу пософистицирано. Тоа е местото што го имаат дамите, што треба да го имаат. Значи тоа се тие три дела. Секој дел содржи по 7 песни, 3 по 7 21 и сега има многу други символики. 2-1 go, 2-1 иди и горе има едно R, заштитен знак за знаете што самите. Така? Да. Манџук, оставаш впечаток на сите твои дела дека си импресиониран од ликот и делото на Никола Тесла. Еве, дури дојде со мајца. Да, Никола на мајца. Тесла. Тука сум со Елфаско, овдека сум со Тесла. Елфаско е студентскиот весник што го правиме да кажеме студенти. А Никола Тесла е причината што јас се занимавам со електротехника. Инаку сум инженер по електротехника и магистер, се размислов и за докторат, може би понатаму ќе дојде од таа област, бидејќи ме фасцинира неговото дело, значи тој е оној стручен дел, теоретски дел, практичен дел, а цело време ме интересираше неговата духовна страна, која што е приказа за себе. Повод за ова една серија што беше далечните, ќе звучи дека сме многу млади, 70-ти години. Тоа беше серијата посветена на Никола Тесла со Радеше Беџева главна улога и тоа некако ми е врзано од детството и некако ме води, да кажеме, цел живот како лајт мотив ќе се провејува, да. Како Тесла. Околу Тесла. И иначе по струка сум
IT или ја што се шегувам IT едни од Тесла. Ова звучи, ова е шега, мислам, далеко тоа дека имам. Но функционира со двете хемисфери, нели, и математика, екзактноста, но и уметноста те привлекуваат. Па да, конечно е после толку години успев да ги ускладам тие две работи, прецизноста и концизноста која што ми ја дава струката или мојата професија, се обидам да употребам во уметноста, во креативноста, кај што или па можеби во техниката се обидам да внесам уметност и обратно во уметноста техника или некоја концизност. Ова се грубо звучи, меѓутоа ете така некако се моите маргини, да кажеме, на движење. Параметри по кои се движиш. Го вековече аквадуктот беше импресиониран или со едно навистина велелепно, грандиозно културно наследство кое го имаме. Македонија не го заштити како што ти го заштити во твоето дело. Многу ми е жал за тој објект, затоа што тоа беше далечната 2005 година со покојниот Данило Коцевски и со Ана Зафировска врти случај Скопје што правеше тоа серијата. Потегнавме некоја акција конкретно да направиме нешто, појдовме по тогашните општини, кај што наидовме на затворени врати во сваќањата, преносно кажувам. Со Машински факултет тогаш направивме еден проект за откривање на трасата на аквадуктот, значи од неговиот извор во селото Бањани Лаовец до аквадуктот и од другата страна од аквадуктот до кај што врвел до касарната. Поради немање финансиски средства овој проект не успеавме да го реализираме, а јас успеав да реализираме едно пишено дело, тоа се дузина раскази посветени на аквадуктот, кои што провејува минато, сегашност и иднина. Со рецензенти беа Данило Коцевски и Кирил Темков на тоа дело. Сега нешто се случува околу аквадуктот, се покренуваат работите, меѓутоа далеку е од оноа што може да биде, бидејќи некако што финансиски недостатоци, што немање дослух од X причини и тој е во таква состојба во каква што е. Овде ќе излезам, ќе искористам прилика да го поздравам актуелниот директор, се извинувам, на Завод за заштита на споменици на град Скопје, кој што прави нешто конкретно во овој момент, меѓутоа потребна е многу поширока акција од сите структури на власта за да нешто се стори, бидејќи идеме секаде, пространство, знаеме колку се ценат тие работи, кај нас за жалост е оставен на забот на времето. Да, се фасцинираме секогаш се восхитуваме од нешто туѓо, а своето не знаеме да си го испочитуваме. Имаме ли пингвини во нашата Скандинавија? Се вративме на првата книга, тоа е Скала кон градот на пингвините. И во втората книга, која што ми е некој начин манифест, тоа е Скршениот шестар, кај што она што преска ви го зборев околу редот во уметноста и уметноста во редот. Тука се тие некои координати кај што ја почнам да ви создам моите дела, ајде да не забегам многу филозофии, има пингвини многу. Ама дали ќе преживеат? Не знам. Зависи од дали ќе имаме електрична енергија, ќе го викаме ли Тесла како Пингвините ќе преживеат во оваа ситуација, нема преживеат другите. Они се знаат и на топло и на ладно. да се Повеќе на ладно него на топло. Да се адаптираат. Спремни се. Интересна е твојата почетен поетски израз, велиш наместо содржина. Број 1 вели имаме, дур бреме е време, врвејќи по својот друм и опомена да добиеме, отидал умот ќе ни дојде или само за честит празник ќе е сепак, простени, примаш восклик еден, о Македонија. Се извинувам, не е корона, него нешто друго што треба да престанеме, тоа е пушењето. Пушењето е штетно, поздравје. Да, тоа е од вториот дел. Тоа што го прочитавте е содржината. Јас наместо содржина ги употребив насловите од сите песни и со горе индексот кој што води кон страна, е линк кон страната која што се тие малце обид да се направи линкување во нелинкувано подрачје. Секој дел ми завршува со прости ми. Значи најголема доблест е да може да простиш. Меѓутоа тоа е и едно убаво чувство, може би малце егоистично, меѓутоа реално затоа што кога простуваш ти се ослободуваш од тежината, ти си почист и може да гледаш со почисто срце, душа кон напред. И секој блок ми завршува со прости ми. Одека барам прочка од Македонија,
затоа што многу изгрешивме. Ке ни прости ли? Јас се прашувам. Во врска со јазикот, често го споменуваш и го негуваш јазикот. Те здобулува целата оваа ситуација во врска? Многу ме здобула ситуацијата. Третото или четвртото дело, веќе бројките не се ни важни, аманет е пишувано во дијалекти. Јас додека студирав, се дружев со сите колеги и со колегите што не се од Скопје, им ги крадев зборовите, им ги запишував, ми беа многу интересни. Дијалектите се богатство на јазикот. Богатство. И Македонија е богат дијасистем. Точно. И аманет обилува со дијалекти, со одговорното подеше од сите краеви, дури надвор од рамките на државата Македонија, зборам за нашиот регион цел етнички кој што е Македонија. Значи имам од Воденскиот крај, тоа што го викаат ендопски јазик, значи ендопски, така го викаат во тој крај, во Бугарија, во Пиринска Македонија, и нешто успеав ситно да украдам и од горанците, ама мислам дека не доволно го потреби во тоа дело. Во секој случај богатство е. Поверодостоен артефакт за народниот јазик дека провејувал и дека не се одеднаш не се оформил 45-та година, тогаш е кодифициран, нема. Токму од Па нема, ја сега тоа ќе го газам делото на мојот прапрадедо Петар Манџуков, че исто сум некој наследник и јас, бидејќи сме повеќе, кој што бил револуционер, јас секаде го спомнувам и што ми е криво што никоја власт до сега не најде за сходно да го испочитува делото на Петар Манџуков, освен една улица што ја носи уште од 60-тите години. Меѓутоа, не надлегувам во тие причини, едноставно ме фасцинира неговата широчина со која што тој делувал, ако ви кажам дека бил современик и соработувал со Војначе Одрински. Бил во четата на Гоце Делчев, подготвувал атентати во Истанбул 2 години пред солунските атентати и бил соработник со гемиџиите, меѓутоа веќе од страна, и со Гоце во четата него бил, кој што се повлекол, од кои причини не знам, меѓутоа е еден многу убав лик и неговите записи, најтопло ги препорачувам кој може да дојде до нив, се едно убаво градиво за тој период кај што дава еден, аз ја не присуствено ќе кажам, многу објективен поглед на сите случувања. И на жалост, читајќи го тоа негово дело, наоѓам паралели со денешната состојба во нашето општество. Значи патриотизмот е генетски кодифициран. Ова е твој начин да се изразиш, можеби да ја продолжиш борбата на ваков начин. Па сите бараме начин борба. Јас следното би сакал да го кажам. Секој треба да се во својата професија професионалец. Ние имаме многу проблеми, вака ни зареки ги од овие мои скромни 21 година и 29 искуство, 50 купно, значи. Ако секој си работи во својата област професионално, да појдем од секого лично, ако се работи професионално, ако има здрав став кон себе, кон татковината, ако почитува и го почитуваат, и ако е искрен, тогаш таа единка, со склоп на повеќе единки такви, може да направи многу повеќе. Јас малце сум пред се на себе лут, а потоа и на мојата генерација плюс минус 5 години, што сакајки да живееме некој во наводници комфор, оставивме да некои чудни луѓе водат политиката денеска во Македонија. Чудаци. Па, или лудаци. Не би идел до толку во дефиниција, меѓутоа чудни луѓе и за прв пат, и ова ќе го кажам, за прв пат сум загрижен за еднината на нашата татковина и за прв пат сум загрижен за еднината на моите деца. Јас своите внуци не сакам да ги гледам во странство, сакам овдека да ги гледам. А како тоа да го направиме? Мислам дека можеме да го направиме. Ние немаме стратегија. 30 години немаме никаква стратегија. Се донесуваат планови стратегии, меѓутоа завршуваат на хартија. Кој ќе каже некој дека немаме систем, не се сложам. Имаме систем, ама го самите рушиме тој систем. Можеби недостасува и добра организација, таму во твоето CV пишува меѓу другото дека си организатор, едноставно организираш во животот. Бубамара и организацијата околу Бубамара. Бубамара. Бубамара е една многу драга епизода која што терам успешно 25 години. Тоа е со мојот драг пријател, со кој што се знаеме од мали нозе, Ранко Петрович, и тоа е една прекрасна работа кај што оние негови прекрасни идеи ги срочуваме во нешто сериозно, кое што морам да признам дека веќе стана доста сериозно, можеби не нарасна
нас инаку зад Бубамара стои екипа од 4 луѓе. Нормално тој е лидерот, директорот, собственикот Ранко, Сашко Коцев кој што е една прекрасна личност која што се вклопи идеално во оваа прекрасна и двајца позади тоа, јас, Блаж, Шилјо, па најбе ќе кажам, и уште двајца Блажо и Јацо, значи шесторица купно луѓе. Ето успешно требаме таа приказна веќе 25 години. Мала одбрана екипа. Па да, тој е така наречен штаб на Бубамара, инаку поголем круг на луѓе се консултира, знаеш, ти си по таа поширока екипа. Мене ми е драго што ето успеавме да обстоиме, а од друга страна ми е страшно криво што нема повеќе такви манифестации, што не се случуваат повеќе такви работи. Едноставно немаме хумор. Ја изгубивме смислата. За хумор никаде нема. Едно Хихирику што беше на прекрасна емисија, зборам пред 20 години, кој памти, па беше интересно, го снема. К15, ете веќе ги спомнам како репер, ги снема. Остен вестникот што беше, јас како дете се сеќавам со дедо ми заедно го читавме и тоа нема да ќе ви спомнам веќе три медиуми различни кај што немате хумор. Некој чуден хумор. Аналогно на чудните луѓе, на чудаците. Да, има хумор и сатира. Да, повеќе сатира. Или цинизам. Дали мислиш дека ваков подкаст, каде што се третираат дела литературни или од било која друга жанровска специфика, во секој случај македонски автори, може да има слушаност и гледаност? Вака, се извинувам со кашлањето, на почетокот или на крајот на минатиот век кога излезе моето прво дело, сите мои дела се последени со перформанс, ова грубо звучи, со промоција која што се обидам да извадам од сите клишеа. Во првото дело ми беше темата, беше водилка прашањето што ќе превладува во 21 век, интернетот или печатениот медиум. И што ќе превладува? Очигледно интернетот. Меѓутоа за книгите, за мене книга е книга. Чувството на читање на мирисот, на допирот, едноставно тоа е книгата. Што туку имавме промоцијата на твоја книга, која не слушнав. Што туку ја реализиравме промоцијата, промовираме фактички книгата преку нашиот YouTube канал, страница МК и еве можам да се заблагодарам за твоето присуство и за овој спонтан разговор. Ти благодарам, секој пат е предизвик интелектуално да се разговара со личност како што сте вие и продолжете така, освојувате нови простори, медиуми и нека се шири убавата мисла и идеја. Така, мирисете на книга, останете страница МК со подкастите Мирисот на книгата.